без албанец да не ви падне на памет да копате по некои археолошки ископини. Таравари така рече. И што е следно, Таравари? Во секој брачен кревет по еден албанец. Ама ќе бидат тројца, ако се овие христијани двајцава што се муж и жена, нема везе. Таравари бара албанец на секое место, барем по еден. У ВЦ идење без дозвола од албанец не, чак што више го зимаш за рука со тебе да дое, не може у ВЦ без албанец. Толку е просто бе луѓе, како не можете да сватите. Тоа албанец денеска у Македонија во ова поделено општество, ова практично федерализирана држава, албанец ви доаѓа као оној вегета зачинон. Не можеш ти да правиш тамо нешто без вегета да туриш. Не може тоа. Ама ја може да барам у кафана, не ќам лепче подпечено без вегета, го сакам, пошто не ќам усвеја вегета, и тој нормално у кафана ќе ми донесе, викам, не ми стави. Ама друга работа некоја, без албанец, нема шанси. Хајде да ги прашам овие албанциве, наши сограѓани, пријатели, малце мозок што имаат, пошто никојаш они не се искажуваат на оваа тема, да ги прашам, еве сеја, еве ги прашам наискрено. Не ви е бе срам вакви како Таравари, кога ве бутаат по секоја цена само сегде само затоа што сте албанци? Неискрено, ако ве прашам, не ви е малце непријатно кога слушате такви изјави на такви припадници од вашата заедница? Мене искрено, да е обратна ситуацијата, мене би ми било срам. Некој политичар или политичка групација, партија, да се залага по етнички клуч, да мора да има пример македонци у, не знам, у секоја работа. Не е битно, значи, тоа вредности, способности, вештини, нивоа на квалитет, не, ниво на образование, не, не е битно. Битно е етнички албанец, мора по еден. И шо правиме бе сеја, Таравари, ако еве имаме 250 ископини археолошки и нема толку археолози албанци у Македонија, пошто албанците у Македонија се знаат со што се занимаваат сега. Добро, вие што си се на ниви, си се земјоделци, си се окей, ама повеќе се у бизнеси кај што има многу пари. И знаеме кои се тие бизнеси. Градежништво до оној последниот бизнес што никој не го што ги оставаат да работат што сакаат. И што правиме ако нема доволно археолози вака завршени, дипломирани, Таравари? Ке воведете едномесечен курс у Мала Речица факултетот за месец дена да вадите нови кадри, или овие што се занимаваат албанци во земјоделие, што копаат овој марули и компири, ке ги пребаците одма на археолошка ископина да копаат тама. Пошто јебига мора да има албанец од твоја логика, така? Луда работа е. Луда работа. Па сега, навистина, може би е време некако да се разговара со тие поединци, групи, да им се објаснат некои работи. Дека ова е 21 век. Дека не е среден век. И дека на тие непринципиални барања мора брзо да им дојде крајот. Не за тоа што водат во поделби дополнителни, тоа више е утврдено и т.н. Него што се подкопува, како да кажам, се мутира самата ДНК на општеството, здравото ткиво се разболува, го фаќа метастаза. Ти по етнички клуч кога ставаш луѓе у осетливи професии, утре да треба
да те оперира некој на клинички центар од некоја тешко заболен орган или не знам што, или не знам како тамо. Ке бараш да те оперира албанец, бошњак, македонец или турчин, или ке бараш да те оперира добар хирург? Ке бараш нешто што те мучи, а што не може да откријат, ке бараш на клинички или у некоја болница приватна добар диагностичар, или добар албанец, добар турчин, добар бошњак? Шо ви е проблемот, бе? Шо ви е проблемот? У оваа држава добивте све што можете да добиете. Дури у некои сектори сте, како да ви кажам, многу повеќе него што процентуално сте у држава у однос на другите етнички заедници. Добивте практично све со 2001. Кога ја добивте војната благодарение на вашите прокси сојузници, пријатели, ција, мија, овоно. Све добивте, шо уште сакате? Да си идеме од овде, да си селиме, не знам, у Тунгузија, у пичке си материна, да можете сами да останете, сегде да има албанци и никој друг да не постои освен албанци. Причата од Косово ја сакате, не знам што сакате стварно. Па стварно срамота е, треба да си има мерка и нормално треба да си има држава. Ова да го санкционира. И да ви се укаже од државата дека ова понатака не смее да го правите. Станувате досадни, дегутантни, иритирате, сите останати етнички заедници ги иритирате со ваквото однесување. Па не живеете само вие овде у Македонија, бе. Живеат уште не знам колку етнички заедници други. Шо сакате поише? Немате лекари сега, немате правници, немате суди, немате, шо знам, министри, немате ова, немате директори, све имате. У министерство некој има поише вработено албанци него македонци за овие 20 години дуи додека беа на власт. Поише албанци се вработени у државни институции на некој места него што има македонци. Па стварно мој, па преку мој. Па стварно ова некој дај од власта дај да укажете им ново, ни нека у вашите интерни муабети нека бараат па албанец у секоја манжа, као вегета. Ама барем јавно тоа да не го кажуваат, иритирате бе, луѓе. Се однесува на овие политичари што туркаат, нели, големо албански агенди и така поени собираат и не знам што прават. Толку околу оваа работа, мислам дека све кажав. А после овај видео кој ќе го постирам, во првиот коментар ќе ви го постирам и линкот од вчерашната емисија со Владимир Ристов Камењар. Он беше одличен, многу искрен, затоа што беше малце поише изморен него што треба. И беше така и малце под адреналин, викаше дека малце има трема секојаш кога настапува, или не му се осеќа пошто полицаец, знае да скрие, искусен полицаец. Али беше одличен, баш онака. Слушнете го интервјуто, правевме муабет за некогашното Скопје, за денешното, за некогашниот скопски вечерен живот, за денешниот, за некогашните прави мажи, ловџи, предатори, што пристапуваа на женски, се обидаа да ги заведат, се обидаа ова, а сега имате мажи кои што избегале од својата природа на предатори, на ловци, па имате, не знам како комуницираат, тоа не можевме да го утврдиме, посебни групи у кафичи на мажи, посебни на жени, со телефоните им се најдобри пријатели. Затоа можеби немаат потреба да комуницираат меѓу себе. Зборевме за романтиката пред 30 години у Скопје, дека колку си
Он викаше, рече дека како Фред Астер идел према дома со степуење, ако некоја цура само нека овлаш го бацела усто на француски пољубец без јазици. Ко Фред Астер степуел до дома. Гледате, ќе постирам, ова е многу интересно интервју. Па тоа, и нормално, ги замолувам брачните другари, дечковците, девојките, од вечер, кога идат у кревет, да се прават таратајка, со нив по еден албанец. Оти Таравари така советува, слушајте го Таравари. Таравари никогаш не греши. Чао, Таравари! Ти се, бич.